Како ја испраќаме 2016-тата? Граѓаните вообичаено со празни џебови. Државата полна во долгови. Зошто младите ја напуштаат Македонија? Животна приказна на Горијан Јовановски, момчето кој ја измисли апликацијата Мој воздух, а сега работи во Холандија. На истата тема во студиото разговараме и со докторантите на универзитетите во Грац и во Лондон, Лура Положани и Боријан Ѓузелов. А донесуваме и две стории. Како е да се биде и може ли да се биде успешен во Македонија? Низ примерите на Благоја Милевски, селектор на фудбалската репрезентација до 21 година, и за годинава прогласениот предприемач на годината Дејан Бадаревски. Останете со нас. Добре дојдовте во последното издание на Топ тема на ваша страна за оваа година. Вечерва правиме микс од неколку теми. Затоа како ја испраќаме 2016 година, но ќе се осврнеме и на предизвиците кои што со сигурност ги пренесуваме во следната 2017 година. А еден од нив секако е иселувањето на младите. Зошто младите ја бараат првата шанса да излезат надвор од земјата, на школување или по работа? Тоа ќе биде едно од прашањата на кое ќе разговарам со моите вечерашни гости. А тоа се Лура Положани, докторант на Универзитетот во Грац. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, фала И на поканата. Боријан Ѓузелов, докторант на Универзитетот Квин Мери во Лондон. Добро вечер и добре дојдовте и за вас. Добре најдов. Но за почеток со една животна приказна за еден млад човек кој што својата кариера ја почна овдека во Македонија. Многумина од вас овие денови, кога сакате да проверите каков е воздухот, кога ќе излезете надвор, веројатно погледнувате во апликацијата на вашите паметни мобилни телефони, а зад неа стои еден од нашите вечерашни соговорници, Горијан Јовановски. Меѓутоа, неговата животна сторија почнува во Македонија. Продолжува во Холандија, каде што сега работи во угледниот и секако вам добро познатиот Booking.com. Која е неговата приказна, зошто се одсели во Македонија и што го однесе надвор? Прилог на колешката Тамара Гранчаровска. 2 години по стартот на Android апликацијата Мој воздух, нејзиниот творец, младиот информатичар Горијан Јовановски, велиот и му е мерак што таа помогнала да се подигне свеста кај граѓаните за загадувањето на воздухот. Ако ништо друго, вели Горијан, барем се знае колкаво е загадувањето и колкав голем проблем со воздухот има Македонија. Освен што е веб мобилен девелопер, тој е активист за почист воздух. Горијан, кој живее и работи во Амстердам и во Скопје за новогодишните и божикните празници, не пропушти да биде дел од протестот за чист воздух во градскиот парк. Како и секој млад човек, и тој има свој личен став за општествените случувања, во овој случај за загадувањето на воздухот. Да, подигната е свеста кај луѓето, но треба некој вид на мотивација за и ние меѓу другото да превземеме нешто околу ова. Значи тешко е некој да се откаже од својот автомобил во Скопје, или тешко е некој сам по своја иницијатива да се смени печката, посебно доколку некој не може да си дозволи тоа од финансиски аспект. Така да гледам дека има многу можности тука од повисоко да се помогне. За жал тоа не се случува. Има повеќе протести, има повеќе герила движења околу проблемот со загадувањето и се надевам дека се повеќе притисок ќе се прави додека не се дојде до финални мерки. Воден од идејата да ги направи подостапни податоците од мерните станици за квалитетот на воздухот на Министерството за животна средина, Горијан ја создаде апликацијата Мој воздух, но ни откри дека нема да остане на тоа.
Заедно со еден свој другар сака да ја надградат апликацијата со користење на екстерна минимерна станица која ќе го мери загадувањето на воздухот точно на местото каде што се наоѓа корисникот. Ти живееш сега во Холандија и работиш таму. Дали би можеле да го споредиме воздухот во Амстердам и во Скопје? Не, во Амстердам се утеподување, нема шанси да се спореди. Загадувањето таму е? Загадувањето таму е на многу ниско ниво, бидејќи таму една од главните причини што ги гледам покрај гасификацијата, покрај нормално некористење на стари автомобили е инфраструктурата на градот на Амстердам не ги преферира колите, туку им дава предност на пешаците, на јавниот превоз и на велосипедистите. Освен на подигање на свеста за загадувањето преку Мој воздух, Горијан планира соработки со македонскиот стартап наречен Возиме на создавање мобилна апликација која меѓу другото и директно би влијала на намалување на загадувањето. Дечките се многу кул, идејата нивна е да се споделуваат автомобилите од точка А до точка Б, доколку има некој кој што веќе оди на тој пат, да може вие да му се приклучите, да го поделите трошокот за гориво и да намалите загадувањето во животната средина со што повеќе луѓе во автомобили. Заедно ни е план да го направиме тоа и не само меѓуградски, туку и во градот. Горијан, кој дипломираше на Финки во Скопје, сега живее во Холандија и вели дека нивото на свеста кај македонците за одредени проблеми се уште не е на нивото кој го имаат на Запад. Сепак е оптимист и смета дека полека се менуваат работите во позитивна насока. Според него луѓето бараат креативни начини за решавање на проблемите, особено младите кои преку поголемиот пристап до информации на интернет добиваат и повеќе идеи. На ист начин тој гледа и на својата апликација Мој воздух, таа иако се уште не е расширена надвор од земјава, за неја веќе контактиран од Босна и Херцеговина, Србија, Хрватска, Бугарија, како што вели, Македонија не е изолирана во проблемот, туку сите земји од регионот ги мачи истото прашање. За Горијан, кој празниците ќе ги помине во Скопје со своето семејство, враќањето дома има и друго значење. Средба и дружба со десетина другари кои исто како него екзистенцијата и среќата си ја побарале надвор од Македонија. Веќе 2 години живееш во Холандија, дали може да те броиме во 530.000 иселени македонци? За жал да. Значи никогаш не се знае. Никогаш не се знае. Македонија мене се уште ми е татковина и се ја гледам како моја земја. Никогаш не може да биде исто каде и да отидам надвор, но во моментот се пронаоѓам и сакам да го искусам светот и од еден поинаков аспект и да видам што има и надвор, па може ќе видам нешто што може да се примени назад и да се подобри и нашето општество. Со некоја нова апликација. Секако. Тоа беше Тамара Гранчаровска со кратката животна приказна на Горијан Јовановски. Момчето кое што ни овозможи да знаеме што дишеме надвор кога излегуваме, бидејќи до скоро време, до неговата апликација, многу од тие податоци не беа речиси недостапни. Но приказната на Горијан вели никогаш не се знае. Иако сега, кога е во прашање враќањето, иако за сега патот го води надвор, таму каде што е во Амстердам. Зошто е тоа така? Гостите веќе ги најавив, а ќе почнам со положани. Магистрант во Лондон на школата за економија, сега докторант во град. Што е следно? Која нова дестинација? Или не е се уште испланирана? Не е испланирано, зашто сега, после толку многу години селување, немам и толку многу планови, не држам, зашто се што сум направила до сега не било баш планирано, ама убаво што се десело. Јас планирам вака, ако зборувам малце за планови, да се вратам во Македонија. Мојата докторска тема е поврзана со Македонија. Мојата работа до сега била поврзана со регионот. Сум работела и во Косово и тука. Па, значи, целта сега за сега, не се знае, како што рече и Горијан, е да се вратам во Скопје, во Македонија. Зошто патов ЕВВ носи постојано надвор? Зад себе имате искуство и во секретаријатот за европски прашања. Зошто одбравте европската еднина искуство да го учите надвор, меѓу наспроти можноста да работите на европскиот пат на Македонија тука од внатре, од администрацијата? Мислам дека ова е многу важно прашање, едно прашање што и самата себе си го направам цело време, особено кога ја добив позицијата во град. Едната од причините е лична, во смислот дека сакам да бидам усовршена како
академик Академски. или академски, но мислам дека една друга од причините, една причина што многу млади можеби ги натера да одат надвор, и тоа е дека се уште не ја видов можноста да ја имам, значи да имам поддршка за нови идеи во Македонија. Мислам дека тоа се уште не постои до толку. Ми се има случаи, не зборувам конкретно за во секретаријатот, но во многу други различни места, кога ќе имам една нова идеја, ќе биде ова е нешто друго, нема да зборуваме за ова, или ова не се прави во Македонија. Значи, една од главните причини е фактот дека сакам се уште да ја експлорирам мојата креативност и да видам до каде тоа ќе ме води, и мислам дека многу млади креативни луѓе, еве го имавме и Горијан, па и Боријан и многу, значи, одлучуваат да си идат, зашто мислам дека не ја чувствуваат поддршката за да можат да бидат се што тие можат да станат, да to become. Две интересни тези, но да го вклучиме и Гюзелов. Гюзелов сложен е докторатот на кој што работите, меѓутоа ако се обидам да го стеснам во една реченица, тогаш тоа би било во следното прашање. Од заробена држава отидовте во Лондон, во една развиена демократија, за да докторирате на тема за заробена држава. И во таков случај Македонија ќе биде само еден од примерите, или? Па Македонија е добра студија на случај. Јас и до сега работев на истражување корупција, на истражување на управувањето, на функционирањето на македонските институции. И ми се укажа приликата да одам во Лондон на еден добар лондонски универзитет, Queen Mary, каде што имам целосна стипендија. И не можев да ја пропуштам таа прилика да одам и да истражувам за Македонија, бидејќи моето поле на професионален и на некој начин академски интерес е демократизацијата на постсоцијалистичките општества, така што мислам дека можам да придонесам и кон академската дебата на таа тема, анализирајќи ја Македонија, користејќи ги искуствата од мојата досегашна работа во Македонија, и секако да пробам да допринесам понатаму преку моето истражување, значи за 3-4 години, да влијам на подобрување на македонските јавни политики за одзаробување на македонската држава, односно борба против корупција. Горијан, на почетокот, во прилогот што го емитувавме на почетокот, рече никогаш не се знае, меѓутоа за сега себе си се гледам надвор, таму каде што сум, тоа е во Амстердам. Каде се гледате вие? Во иднина, откако студијата на случај Македонија ќе ја преточите во докторат и соодветна титула? Па тоа е многу релативно. Значи денес светот е толку глобализиран, Европа се патува во 3-4 часа максимум со авион, така што во моментов не можам да кажам каде ќе се гледам. Значи јас сега во моментов имам колеги во Лондон кои на неделна основа, па дури на дневна патуваат од Виена, од Брисел за Лондон, седат таму 3-4 дена и се враќаат, така што не е миграцијата, веќе тој ритам не можам да кажам европски на живот и работа. Тоа малку не можам да кажам дека би се гледал на едно место. Никогаш нема да исклучам Македонија како мој дом и како поле на моje истражување, на моја работа, на моја анализа. Така што работев и на неколку регионални проекти и се уште работам на Балканот, така што се гледам некаде помеѓу Балканот и добрите англиски и светски универзитети. Отворена врата и за останување и за враќање, или никогаш не се знае. Оно што може би ве поврзува и двајцата е тој факт магистратура надвор, враќање малку дома,
повторно на школување надвор и сега се доаѓаме до она до оние можеби суштински дилеми што ги наметна положани на почетокот. Не ја видов можноста за нови идеи, не поттикнување на креативноста и немање поддршка. Каде ги гледате сите овие недостатоци во кои сегменти? Во образованието, на местата на кај што сте работеле, добро, различни се, Борјане од невладин сектор, вие сте биле во администрација. Па, според мене, мислам дека проблемите што водат до недостигна поддршка се диверзни. Што значи тоа? Едната е се институциите како институции. Од образование, нас ни е даден шаблон, треба да бидеме послушни, треба да бидеме добри, да не критикуваме многу наставничката ако прави некоја грешка. После фактот дека во Македонија повеќето од работните места се во јавна администрација, а јавните администрации не само тука, но и во многу други места се малце по-резистентни кон промена. Мислам дека и тоа е една причина, а другата причина е општествена. Што значи тоа? Јас мислам дека генерално нема многу почит за младите луѓе во Македонија и во регионот. Секогаш сме научени да ги почитуваме постарите. Немам никаков проблем со тоа, ама мислам дека ќе треба да почнуваме да ги научиме луѓето за да ги почитуваат и младите и нивните идеи. Вака, насетувам фамилиарна кавга, што ќе каже професорот Положани, сега ректор на нов универзитет на вакви тврдења на неговата керка. Машала. Татко ми, чим го внесовме во муабетот, јас мислам, модерен и либерален и јас сум благодарна што го имам просторот во моето семејство за секогаш да кажувам, а понекогаш и да пишувам тоа што го мислам и тоа што сакам да го имам, ама знам дека ова е сречна позиција до некаде што јас ја имам. Не мислам дека сите млади ја имаат таа отвореност или во своите семејства, или во работното место, или со другарите и другарките. И дел од тоа доаѓа од сите овие работи што ги спомнат, фактот дека треба секогаш нели да сме послушни код авторитетите или авторитетните фигури. Татко ми за мене среќа што не е само авторитарна фигура. Авторитетна. Да, авторитарна е. Од кога не сум зборувала македонски, па извинете. Туку и татко, и мислам дека тоа е, ако мислам многу родители ја гледаат оваа емисија, па ако има едно нешто за јас би сакала да го кажам за да имат деца што се по-независни, е да им го дозволат нивниот простор, не да им дават простор, зашто просторот го имаме. Тоа е наш простор. Јас го споменав исклучиво во функција дека веројатно како на ректор на тази универзитет овие ставови на неговата керка ќе му бидат инспирација за промени на местото каде што допрва почнува да работи. Борјан, кои се вашите оценки? Што е тоа што ги тера младите надвор? Еве, имавме примеров со Горјан не само еден. Меѓутоа, Горјан Јовановски не успеа, например, или имаше многу мака во Македонија да најде спонзор, барем да ги одржува основните IT потреби кои што му беа за оваа многу значајна апликација, без при тоа да заработи, и еве сега неговиот занет, неговата умешност го однесе надвор. Што е тоа што ги тера младите да ја зграбат буквално секоја шанса, без оглед дали е тоа за работа или за интелектуален труд, стекнување нови знаења, докторски, магистарски титули? Па, не би можел сега, има повеќе причини за иселување на младите. Не знам дали ќе можам сите да ги опфатам. Од мојот личен пример и од примерот на средината во која се движам, можам да кажам дека светот е интересен, светот е тука на нас и ние треба да го освоиме колку што е можно повеќе.
Така што би сакал до некаде малце и да изрелативизирам тезата дека секој иселување е нужно лошо за Република Македонија, бидејќи како што напоменав претходно, глобализацијата го прави своето. Многумина веќе во светот живеат и делат неколку места на живење или места на работа, па така не можам нужно да речам дека сите млади кои се иселуваат од Македонија, се иселуваат од Македонија заради тешките услови кои и некој вид на недоволна доверба што ги спомна Лура, иако се сложувам со тоа. Например, јас сега чувствувам, и тоа веќе го сподели со повеќеми на мои пријатели, чувствувам дека во академската заедница во Лондон, каде што сега на некој начин припаѓам, има една овозможувачка околина. Значи, има чувствувам едно чувство на кревање, дека се е можно, дека не е рано сега за мене ова да го правам, туку дека можам да го правам, дека има можност за повеќе. Има една доверба, еден отворен простор кој барем во академската заедница во која јас сум дел, значи не велам дека секаде е така, кој охрабрува и ве прави уште по самоуверени дека можете и подобро. Тоа е нешто што морам да признам дека во Македонија ми недостигаше, така што тоа е еден дел од мојата лична приказна, зошто јас во моментов се пронаоѓам во оваа нова средина во Англија. Добре, пред средината сум имал можност да работам таму, Лондон е преубав град. Меѓутоа, сепак не може да се релативизира или да се препише на глобализацијата оваа огромна бројка од 530.000 иселеници, од кои што најголем број се млади. Тоа е последниот податок што го имаме од Светскиот економски форум. Живееме ли во еден свет на контрадикции, бидејќи оваа бројка дојде во ист ден кога Светскиот економски форум, една угледна институција, ја соопшти оваа бројка, во истиот ден ја добивме бројката и од Forbes, кој пак ја рангираше Македонија на 35-тото место на листата најдобри земји за водење бизнис во регионот. Контрадикции дали има? Да, има. Мислам дека тука може да се приметува еден системска грешка, генерална системска грешна, не само во земјата, туку и како интернационалните организации ги гледат нештата. Мислам дека до сега сме навикнати со индикатори и со неколку бројки и неколку статистики, многу малку доаѓаат луѓето тука да гледат како се живее животот или да добијат некоја подобра, поинформативна импресија од Македонија и од регионот. Мислам со контрадикцијата и со бројките, се ова стварува некоја си несигурност и нестабилност кога еден млад човек си мисли како јас ќе го водам мојот живот во иднината. И мислам ова е личниот дел кога помладите луѓе си мислат дали јас можам тука да имам деца. Што ако моето дето ќе се разболи, па ќе го однесам во болница и нема толку доверба во системот. И затоа мислам дека има неколку комбинации во кое што и младите луѓе се чувствуваат несигурни сега тука да живеат, а од друга страна од интернационалните организации е фактот дека не ги гледат нештата толку темелно колку што ние се надеваме или сакаме да мислиме дека тие ги гледат. Ама нешто што кажа Боријан во првиот одговор беше дека тој како докторант од надвор со темата што ќе ја направи ќе може во некој начин да влијае во Македонија. И ова е нешто многу интересно, јас мислам, зашто многу често се случува што многу повеќе има почит ако од надвор доаѓа со некоја идеја, отколку ако од внатре таа идеја е генерирана. И ова е многу интересно дека повеќе понекогаш почит има кон идеите на експертите што се од надвор,
отколку на тие експерти што се тука. Боријан Неве бил во невладини организации и таму имал искуство и тој има например искуство на таа тема што сега ја поработи, ама мислам дека за некоја причина кога ќе се врати тоа што ќе го каже можеби ќе има повеќе тежина, да. И тоа мислам дека можеби многу млади и тоа ги прави за да одат надвор, некако да добијат тежина. И тоа е малце тажно за мене дека така можеме да ги мислиме работите, ама така е состојбата. Има вистина во ова тврдење? Има вистина, но ја би го задржал ставот дека иселувањето, барем нашиве примери на иселување, не се нужно тажни, се додека имаме идеја да некогаш некако да се вратиме и да допринесеме во Македонија. Бидејќи Македонија треба да се отвори кон светот и иселувањето е исто така еден начин на покрај сите негативни работи, губење на квалификуван кадар и така натаму, значи не сакам да не го земам тоа во предвид, но иселувањето исто така е и отварање на Македонија кон светот. И тоа ценам дека е теза која е малце занемарена во јавниот дискурс, а мислам дека е битна. Положани, рековте дека некогаш се добива повеќе на тежина откако човек ќе се врати однадвор како експерт. Вие сте биле во администрацијата. Јас паметам еден сектор за европски прашања каде што имаше една плеада млади магистри, докторанти на престижни европски универзитети. Сега ниту еден речиси не е таа. Сите фатија свој пат по невладени организации, по меѓународни организации, надвор од Македонија. Што е тоа според вас што треба, а не го прави државата, па дури и администрацијата, да ги оддржува, задржува и поттикнува способните кадри? Сега, прво, може би нема да биде многу популарно што го кажувам ова, ама јас имав релативно добро искуство во администрацијата, не бев долго време, ама да приметив неколку работи што може да се применуваат. Едното е во јавната администрација е отвореноста кон новите идеи на младите, зашто мислам дека една од причините зашто си заминува толку од јавната администрација е всуштост не фактот дека не сакат да работат за јавната администрација, туку нема тоа што го велев преска за поддршката и за креативноста не може толку да се развивува, ама другото е и паричната состојба. Да, што значи дека многу знаат дека можеби надвор од јавната администрација ќе имат подобра плата. И овие работи, кога ќе имаш, например, семејство, стануваат се и се поважни. Јас немав семејство, само себе си требаше да се одржам, па тоа не ми беше мој проблем. За многу време во Македонија платите се од едно ниво, не се многу високи и мислам дека стандардот на живење оди уште погоре и погоре и мислам дека тоа е една од причините што луѓето одат и во невладини, туку и надвор, зашто сака да имат малце достоинствен живот. Затоа што во јавната администрација имат и да ја сакат работата, понекогаш не можат да ја имат зашто од платата, а понекогаш и двете работи се комбинираат. Значи, ја нема таа поддршка и таа fulfillment, исполненост, а и другата страна ја немате финансиската поддршка. Сепак и двајцата се, барем од она што го следам преку социјалните мрежи, се гледа дека сте се уште врзани со Македонија или како што рече Гюзелов, вашата приказна за заминување не е од оние тажните стори, односно активно следите се што се случува, па сега во следниот дел би сакал дискусијава да ја насочиме кон она што
во моментов се случува во Македонија. Положани, еден од последните ваши статуси кои што го прочитав, инаку имате и блог, пишувате и за многу медиуми, меѓутоа внимание ми предизвика последниот статус кој што го имате, велите битката со хипокризијата продолжува. 11 декември беше само почеток на таа битка. Зошто? Јас многу го верувам ова и пред избори пишував дека големата битка ќе почнува после 11, зашто јас не мислам дека изборите беа решение. Важни беа да се одржат, ама решение не беа, затоа што сега ќе се тестираат колку се сериозни политичките партии, едно да прават промена, да се реформираат или да ги држат ветувањата што ги има во предизборните. Да почнеме од првиот дел. Секако. Од хипокризијата. Чија? На политичките партии, на сите. Зошто, како што гледам јас, се уште не се води војна во Војна на идеи. Да, на идеи. Не се води војна за тоа како ние најдобро ќе ги браниме нашите граѓани, туку се уште е војна на тоа кој ќе биде во власт. Јас разбирам дека власта е многу важна и дека со тоа се постигнуваат тие идеи што можат партиите да ги имат, ама мислам дека се додека власта е единствената цел, секогаш ќе има хипокризија, зашто нема друг принцип што е малце посилен од власта. И тоа е проблематично. Юзелов, која е вашата оценка? За она што се случи? Сегашните? Дали 11 и резултатот од 11 донесе некакво решение на кризата или резултатот е вовед во нови предизвици? Па, мислам дека е дел од решението на кризата. Мислам дека и тоа сум го зборувал и претходно, значи кризата беше длабока, беше обштествена, не беше само криза на политичките партии, туку една подлабока обштествено-институционална криза и во тој контекст и треба време и да се реши. И веројатно нема идеално да се реши. И кога сме тука кај статуси, еднаш пишав шарената револуција ќе биде еволуција. И сега се гледа дека еволутивно ќе ни треба време да излеземе од таму кај што бевме, да излеземе од состојбата на монопол на политичка моќ и на заробување на државата од страна на владачката коалиција. И се надевам дека изборниот резултат за мене е некој вид на ослободување од заробената држава, без разлика на тоа кој со кого ќе прави коалиција и дали ќе имаме влада составена од сегашната, односно досегашната опозиција, бидејќи односот на моќ, балансот на моќ се смени. Сега е забележително дека двете етнички македонски партии се многу блиско една до друга. СДСМ направи еден историски чекор со мобилизирање на дел од албанските гласачи, што исто така, јас не знам, многу сум оптимистички расположен денес и мислам дека и тоа е добро, бидејќи не може да имаме поголем гарант на унитарна Македонија, настрана целата дискусија, измислена дискусија за федерализација, од тоа да имаме етнички македонски партии кои ќе бидат поддржани од другите етнички групи, пред се од албанците. Значи, тоа е гарант, според мене, за стабилна Македонија, стабилна мултиетничка Македонија, која ќе функционира унитарно и каде што ќе комуницираат двете главни етнички заедници, македонската и албанската, во рамките на политичките партии. Значи, тоа е една од клучните придобивки на 2016, која ме прави оптимист дека 2017 ќе биде подобра, ќе биде бавен излезот од кризата, но клучната работа, растурањето на монополот на моќ е веќе направен и мислам дека нема враќање. Мислам дека одиме кон подобро време и не верувам во тезите за дестабилизација. Положани, оптимист сте и вие или?
воздржан. Јас секогаш сум оптимист, секогаш велам дека тоа ми е како секој мора да биде оптимист до 30 години. После 30 години тоа станува одлука, не мора. Сум оптимист во долгото, значи во визионерско време, во смислата дека за сега мислам дека не треба да мислиме дека многу лесно ќе се реши ова криза и дека проблемите што ги имат магично ќе исчезнуваат. Мислам дека ќе треба време, а и ќе треба и доверба на институциите доколку има интерес да се подобри состојбата во Македонија. Гизело вели ова е дел од еден еволутивен пат, но колку има сили, трпение Македонија за подолг еволутивен пат, бидејќи ова трае предолго. Јас мислам дека една од клучните работи за политичките партии што се заинтересирани на подобрување е да креират доверба на нешто за. Да, албанците гласаа за СДСМ, за македонски партии, многу повеќе од било кога порано, ама важно е да се знае дека многу од тие албанци гласаа против нешто. Многу од тие гласаа против националистички режим. Што значи дека не значи дека СДСМ секогаш ќе има ова поддршка. СДСМ и другите партии што се заинтересирани за да има подобрување, ќе треба да креираат визија на зашто треба граѓаните да имат доверба, треба граѓаните да бидат подготвени. И мислам дека ако ова се прави во една јавен начин, транспарентен начин, дека ќе има подобрување. Ама треба, мислам, партиите, а и граѓаните да очекуваат транспарентност од партиите, зашто мислам дека без тоа било кој да биде во власт или било кој ќе биде во опозиција или која ќе биде коалицијата, се ќе зависи колку граѓаните се чувствуваат вклучувани во овој процес. За сега мислам дека тоа е малце заматено, но се надевам дека ќе има еден процес во кој ќе се гради довербата на граѓаните. Гизелов, колку може да трае тој еволутивен пат? Бидејќи кога реков дека ова трае предолго, не мислам само на оваа криза. Ние сме Македонија како држава веќе цврсто чекори по една традиција на постојано продуцирање кризи и на нас постојано сме пред предизвикот од еволутивни исчекори од кризи кои што постојано ги предизвикуваме, а некој сака да рече дека ни се наметнати или не. Кризите се дел од политиката. И кризи има и ќе има. Она што е клучно е што мислам дека ќе детерминира за колку време и како ќе излеземе од оваа криза и дали процесот ќе оди побавно или побрзо, е дали некои од клучните политички фигури кои досега беа дел од јавниот дискурс, пред се од власта, ќе се тргнат од политиката, од различни причини. Бидејќи во теоријата за демократизација многу е важна циркулацијата на политички елити, многу е важно никој да не се задржи премногу долго на позиција, бидејќи моќта корумпира, апсолутната моќ корумпира апсолутно, а политичарите се како долниот веш. Треба често да се менуваат. Ако оваа политичка елита која владееше десетина години со Македонија побрзо се тргне и дојде друга, верувам дека тоа ќе ги забрза процесите. Доколку не, ќе траат подолго. Истото важи и за институционалниот дел од разрешувањето на кризата, ако ова е политичкиот, а тоа е обвиненијата на специјалното јавно обвинителство и истрагите мора да се процесуираат. Значи мора ние не можеме да излеземе од криза, не можеме да има национално помирување ако некој остане недопрен од законот, а грешел и бил корумпиран. Каква Македонија сакаме да градиме ако има недопирливи?
За мене тоа е клучен момент не само за решавање на оваа криза, туку за градење, ставање посилни темели на македонската државност, кои понатаму ќе не водат кон поквалитетна држава, поквалитетна демократија, поквалитетни институции во кои, меѓу другото, и младите ќе сакат повеќе да стојат. Ако ние не ја санкционираме неказнивоста и продолжиме во тој терк, тоа значи дека сме слаба држава. Положани, како гледате на фактот што еве во овој еволутивен пат на оно што вие го велите, поголема граѓанска партиципација, ни се случуваат, еве, барем според дел од јавната перцепција, диктати на политиката однадвор. Едни се против амбасадорите, други се сега, еве деновиве е актуелно против тоа што договорот меѓу албанските партии беше постигнат во Тирана, па сега се води дебатата дали го напишале македонските партии, го штиклирал или поправал или олеснувал Еди Рама, или било обратно го напишал Еди Рама, а тие го подпишале. Јас мислам дека кога се потенцираат што прават амбасадорите и што прави Еди Рама во Албанија, се заборава дека во Македонија имаше социјално движење и големо, или социјални движења. Мислам дека многу е лесно да се гледа што сакат граѓаните на Македонија. Не само со изборите, каде што имаше неколку промени, и значајни промени, но и фактот дека имаше луѓе што волонтерски сакаат да излезат во улица и да кажуваат ова е Македонија што ние ја гледаме и ние ја сакаме, мислам дека тука треба да се фокусираме. Да, имаше Пржински договор, Пржинскиот договор, иако донесе неколку решенија, пак беше некако ексклузивен, нели? Имаше 4 партии, некои, например, ДПА сега има многу помалку гласови, не беше толку легитимна представничка партија, и немаше НВО што беа дел од овие дебати, што ја мислам дека беше грешка, ама сепак мислам дека не може да се игнорира тоа што се случуваше по улици и дека имаме сега активно граѓанство и всушност тоа што диктираше како се разменја или имаше промени во изборниот процес и реторика, беше всушност резултат на тоа што се случуваше во Скопје и во другите градови, а не толку многу во смислата на реториката, не толку многу на тоа што кажува амбасадорите. Било која партија која што ќе се одлучи да и се приклучи на коалиција со ВМРО ДПМН, би требало да биде сигурна дека ќе загуби уште повеќе поддржувачи и дека ќе стане партија на минатото на локалните избори 2017 година. На што ја темелите ваквата прогноза? Моите зборови. Да, ги цитирам вашите зборови и ве прашувам кому му е упатена оваа порака? Ова му е упатена главно на албанските партии. Ова е анализа на моја анализа како социјален истражувач и политички истражувач и мислам дека сега како е климата на албанските гласачи, ако едната од албански или било која од албанските партии коалиционира со ВМРО, дека ќе биде тешко на следните избори. Ова го кажувам баш како повеќе, многу повеќе како аналитичар, после тоа кога ги гледам како се случуваат работите. Исто така во истиот блогпост ги проценувам тешкотиите. Ако не, ако да, кој ќе биде, зашто нели не е толку лесно во Македонија сега да се прави една промена, зашто до сега ВМРО секогаш избрала со кој ќе коалиционира и не било прашање. Ова е прв пат кога албанска партија или партии ја имаат позицијата кога може да се смени нешто и кога работите се променуваат, секогаш има резистенција. Ама да, тоа го мислев најпрви и најважно за сите албански партии. Мораме да привршуваме кратко при крајот. Кон што се движиме? Кон формирање влада или нова неизвестност, нови избори?
Мислам дека ќе има формирање на влада, ама колку сигурна ова влада ќе биде или колку долго трајна таа ќе биде, е се уште несигурно. Значи, не мислам дека ќе биде многу мирно време овие 2 години што ќе следат, може би потоа ќе се подобрува, ама сум оптимист, мислам дека Македонија евентуално ќе доаѓа во патот што треба да го води, клучно за тоа да имаме информирани и активни граѓани. Изелов, ваша прогноза? Ке учиме демократија и понатаму. Мислам дека 2016 беше година на учење демократија, на граѓански активизам, на учење како и во рамките на различните граѓански струи да се артикулираат исти, но различни ставови, односно и тоа е една комплексност која бара голема емпатија и разбирање на другиот. И мислам дека 2017 треба да биде година каде што ќе имаме емпатија и за оние со кои не се согласуваме, ќе зборуваме помалце, ќе слушаме повеќе, за да најдеме начин да вратиме комуникација и со луѓето кои не ги делат нашите политички ставови, бидејќи само така можеме да ја намалиме поларизираноста и да изградиме држава кај што граѓаните, без разлика дали се десно или лево ориентирани, без разлика дали се македонци или албанци, ќе ја контролираат власта и нема да дозволат концентрација на моќ која апсолутно ќе ги корумпира институциите. А за докторатот, мислам, имате 3 години за истражување. Да. Така? Кога ќе го завршите, очекувате за концептот за заробена држава и студија на случај од Македонија да говорите во завршните тези во минато време или се уште во сегашно време? Добро, мојот докторат не е директно за заробена држава, туку за неформални пракси и корупција. Се надевам дека не може би веднаш се надевам дека ќе јас имам ограничен историски период кој го анализирам, така што секако ако треба ќе зборувам во минато време, ама се надевам дека ќе дојдам и ќе има подобра Македонија кога ќе се вратам од Лондон. И се надевам дека паралелно на докторатот ќе можам исто така да придонесам колку толку да имаме подобра држава понатаму и овој оптимизам што го имам денес да бидам во право. Ви благодарам и на двајцата што бевте вечерва мои гости. Одиме со реклами, а потоа со останатите содржини. Топ тема на ваша страна. Добре дојдовте назад во емисијата во продолжение со неколку осврти и анализи за тоа како зад себе и каква 2016 година оставаме зад себе. Секако нема да останеме само на негативните статистички показатели и бројки. Во продолжение ќе слушнеме и неколку интересни и позитивни примери за тоа дали и како е можно да се биде успешен во Македонија на македонски начин, а да се биде познат и во европски рамки и во светот. Но за почеток, каква 2006 година напуштаме? Оценките се различни на стопанствениците и на политичарите. Она што граѓаните го чувствуваа беа се попразни джебови, се понизок стандард. Наспроти статистиките кои покажуваат една сосема поинаква виртуелна стварност. Анализа на колешката Вики Зајкова. Како што започна 2016-та, така и ќе заврши. Песимизмот со кој влегува во годината, стопанствениците ќе го пренесат и во 2017-та, бидејќи економијата ја мачи политичката криза, компаниите се борат со неликвидност, дефицитот расте, како и долговите за проекти кои не даваат ефекти.
Најголемиот непријател на економијата беше и ќе остане неизвестноста, најпрво заради одложувањето на парламентарните избори од април во јуни, а потоа во декември, а сега заради формирањето нова влада. Двете раце ни беа ставени едноставно и врзани на маси или двете нозе во една кондура. Ова беше исклучително тешка состојба за стопанството и владата оваа година не беше пријател на стопанството. Оптимистичките очекувања на владата за економски раст од 4% се стопија уште во првиот квартал, а поради политичката криза очекувањата ги намали и Централната банка. Поради шпекулативните информации за девалвација на денарот, граѓаните од банките повлекоа 58,5 милиони евра. По интервенцијата со 77 милиони евра, довербата во домашната валута се врати. Овие пари од сите докази укажуваат дека се уште во земјата, се повлечени во банкарските сефови за кои што е зголемена побарувачката, како и подперници, како што викаме на граѓаните. А штетата ќе ја мериме врз економскиот раст. Шок во дел од јавноста во јуни предизвика оставката на Зоран Ставревски од функцијата министер за финансии, која ја извршуваше 7 години. Иако во 2016 малку се појавуваше во јавноста, постојано уверуваше дека земјата според бизнис условите е водечка во регионот. Според рангирањето на Doing Business за 2016 година се наоѓа на 12-тото место во светот за водење бизнис, а меѓу најдобрите 6 во Европа. Тоа е показател за фактот дека условите за водење на бизнис во Македонија се добри и фирмите што стопанисуваат во земјата според овие услови имат можност да остварат добар бизнис. Неговиот наследник Кирил Миновски пак уверуваше дека сите обврски кон приватниот сектор навреме се исплаќаат. Постојат посебни законски прописи кои што го регулираат тоа прашање и доста ефикасно Трезорот ги исполнува обврските на државните институции кон приватниот сектор и кон граѓаните. Во периодот на заминувањето на Ставревски и доаѓањето на Кирил Миновски како нов министер, константа беше дополнителниот заменик министер Кире Наумов. Вкусот на кафето испиено со ни, вели тој, беше исто, а во неформалните разговори двајцата признаваа дека не се согласуваат со дел од владините политики. Тие исти луѓе кога само ќе излезе од зградата за финансии на неколку метри потоа ќе влезе во онаа палата која представува еден музеј на невкус, еден лош пример на скап луксус и така натаму, тие луѓе се променуваа. И се враќаше, нема да ги навредам тоа, дека андроидското во нив, односно груевски најверојатно успееше да го врати чипот и тие остануваа без разлика дали надвор од нивната волја, исполнувачи на идеите и желбите на Груевски. Спротиставените ставови околу водењето на економската политика и потребата од задолжување кулминираше со тужби, контратужби, писма до меѓународни институции, а заврши со намалување на планираното задолжување од 650 на 450 милиони евра. Јавниот долг достигна драматични димензии. Владата не се откажа од планираните трошења за панорамското тркало, за бројни фасади. Бројчаникот измери долг од 4,76 милијарди евра или 50,6% од БДП, што според економистите значеше задолжување од 2 милиони евра дневно. Парите не завршуваат во капитални инвестиции, вели Наумов, бидејќи статистиките покажуваат дека оваа ставка од квартал во квартал се намалува. Ниеден не се памети во 10 години вистинска права капитална инвестиција од областа на инфраструктурата, од областа на енергетиката и слично. Тоа што последните 2 години се обидуваат и тоа не е. Сегде се досни со проектите околу изградбата на некои правци, дали се експресни патишта, дали се автопатишта. Гледаме проблеми покрај со доснењето, дека сега се појавуваат некои курсни разлики, посебно наму каде што кинеските компании се појавуваат. Знаеме што се случува со тие кинески компании. Изгледат на виделина дека капиталните инвестиции или тоа што значила ставка капитални инвестиции, ова власт го користела за сосема нешто друго. Животниот стандард тапка во место или се влошува. Платите не ги отсликуваат потребите на семејството, а задолженоста на граѓаните надмина 2 милијарди евра, од кои 1,3 милијарди за потрошувачки кредити, но не за купување стан, автомобил, за почнување бизнис, туку за преживување. Долговите на граѓаните се зголемија, а паричниците останаа потенки. Долгови повише пари не богоми. Се на кредити, грото се луѓето. Од кредити во кредити. Имам кредит, потрошувачки кредит земено. Околу 5-6 денари. И сопругата има кредит, платите не се многу големи.
И така, не стасуе. Ретко некој да нема договори, кредити, рати, така. Ја име да работам, ама не стигнуе. И повторно се враќаме на стопанството. Крајот на годината не смени ништо во амбициите на бизнисмените. Инвестициите во развој ќе им останат замрзнати, а не планираат ниту да вработуваат. Уморни од политичари кои не се заинтересирани за стопанството, бараат во иднина да бидат активен чинител во креирање на економската политика. Јасно и гласно кажуваме на владата дека сме уморни од политики кои што не допираат до стопанството, на кои што ние ќе треба да даваме амин и да се заблагодаруваме заради тоа што е нешто добро направено за нас. Ако и нас не сакат и овој пат да ни испочитуваат, ние покажавме исклучителен такт и трпеливост према политичката криза и политичките партии и политичките чинители во Република Македонија. Сега е време да ни вратат. Во очекување на крајот на политичката криза, повисок животен стандард, задоволни работници и конкурентно стопанство, според Светскиот економски форум од Македонија се исели 1/5 од населението. Дали 2017 ќе донесе посветла иднина? Тешко може да се каже во очекување на нови избори, ново задолжување и фискална консолидација која мора брзо да стапи на сцена. А тоа значи волја за многу штедење, рационалност и мудрост од владата што ќе ја спроведе. Тоа беше пресекот на економската 2016 на колешката Виолета Зајкова. Но и покрај ваквите лоши статистики, лоши бројки, несоодветна и нестабилна економска криза, сепак има и некои позитивни примери. Особено интересно кога и во Македонија ќе се најде бренд кој што знае да биде успешен на европските пазари. А токму за таков сторија ни донесува колегата Александар Манасиев. Вработен во семејната компанија за репарирање на стар мебел и автобуси, до бизнисмен кој ги опремува амбасадите, председателските кабинети и хотелите со 5 звезди. 41 годишниот Дејан Бадаревски од компанијата Софа Студио е добитник на наградата Предприемач на годината во Македонија во категоријата мали бизниси. Предприемач на годината не се станува сам, реално позади тоа треба да стои успешен тим кој ќе ги разбере идеите на менаџерите и ќе ги пласира на терен. Бизнисот го започнале со репарирање на стар мебел. Нашата компанија започна како мала семејна работилница која што се занимаваше со репарирање на стар мебел и репарирање на седишта од автоиндустријата. Понатака, после моето дипломирање, некако се уклучи во делот на производството и отпочнавме првично со правење на некои пробни модели од мебел кои што почнавме да ги пласираме пополека за одредени познати купувачи. Пополека, но сигурно компанијата почнала да расте, креирајќи уникатен мебел. Кроз годините, она што се бараше на пазарот, го развивавме и го правевме, едноставно црпевме информации од клиентите кои што доаѓаат за да купат мебел, што се бара и на тој начин нормално тука се и посетите на сејмите надвор каде што се пратат трендовите кои што се случуваат на светско ниво. Прават мебел за секого, и за семејства, но и за хотели и амбасади. Нели, купувачки гледаме сите, почнувајќи нели од семејствата, па институциите кои што се во државата, исто така во моментот имаме доста опремување на хотели. Поради тоа што работиме еден тип на спални кој што се користи во хотелите. Имаме доста опремување во ресторани, кафетерии. Така да целната група како целна група е општа кај нас, значи ги опфаќа скоро сите сектори. За финансиите одлучува тој, а за производството на мебелот неговиот брат. И двајцата се машински инженери. Се што е она надвор од производството го контролирам јас. Нели, си имам позади себе одреден тим кој што ми помага во тоа. Делот производство го контролира мојот брат. Тој е исто машински инженер и тој е задолжен за делот на производството. Односно, секој производ кој што ќе излезе од производство треба да биде онака како што ние сме го поставиле по норматив. Тој е задолжен за тоа и секако, нели, он си има свој тим таму кој што му помага во тој дел да се реализира.
И онака као што кажав, за да се стане предприемач на годината не се станува сам, него мора да се има успешен тим позади себе. Некако ние имавме среќа да тој тим го оформиме многу брзо, тој тим, основен тим е подолго време кај нас во компанијата и некако ги разбира нашите идеи и истите тие идеи ги пласира на терен. Другите производители не ги смета за конкуренти, туку за потенцијални соработници. Генерално најголемата конкуренција е која што во последно време ја нема и имаше одреден период кога имаше премногу диви производители на мебел. Тие беа на некој начин конкуренти кои што на пазарот ни ја симнуваат цената или знаеа да направат нешто што за нас не е добро. Иначе, генерално, останатите производители на мебел не ги гледаме како конкуренција, пошто на некој начин соработуваме со нив. Флексибилноста на неговата фирма го смета за главна конкурентска предност. Имаме малце поширок спектар на избор на мебел, штофови, кожи, природни, еко кожи, избор на дополнителен акцесори со аспект на тоа дека одреден модел не мора да се работи само со таков изглед на ногарка, може да се смени, може да биде дрвена, може да биде метална. Значи изборот на бои. Значи тука ја гледам предноста во однос на она што ние го правиме. Како може да се реши проблемот со стручноста или нестручноста на кадарот конкретно во вашата индустрија? Како може образовниот систем да произведе подобар кадар кој што вам како компанија ви е потребен? Вие кој ќе земете, да кажеме, еден тапетар кој што излегол од училиште каде што треба да има основни познавања за нешто, тој ги нема. Тоа е проблемот и некако на некој начин ние сме приморани самите собственици да си го создаваме кадарот. Односно да правиме дообука, преквалификација и сите тие работи. Одредени луѓе некако имаат дарба да бидат мајстори, не да бидат инженери или да бидат доктори или било што. Значи, секако треба да бидат и техничари. Мора, самото општество бара различен кадар. Не мисли дека фирмите се заложници на политиката, но смета дека политичката стабилност е нужна за развој на стопанството. Трасирањето на патот на нашите компании надвор, мислам дека е потешко затоа што купувачите кои што треба да ги убедиме дека нашиот производ е солиден, иако тоа го правиме во Македонија, ни е малце потешко. Сега, тука ја гледам малце она што викате вие заложници. Сега, нели, колку е поизвестна политичката ситуација во нашата држава, а и нели реално и во секоја држава, толку и е подобро, али дека сме заложници, не сме заложници. Политичарите и бизнисмените му се чести клиенти. Тие имаат високи барања за дизајн, но и за квалитетот на материјалот од кој се изработува мебелот. Сепак, функцијата која што ја носи одреден менаџер, председател или било што, треба да биде одликувана со мебелот. Значи, ако тој котира високо во компанијата, тогаш треба да има стварно кабинет кој што ќе понуди луксузен мебел, за да го покаже нивото кое што го поседува во компанијата. Па така да менаџерите од висок значи кои што се наоѓаат високо во компанијата, секогаш кога од нас бараат совет, ние им препорачуваме да тоа биде кожа, тоа да биде модел кој што има своја тежина, за да на некој начин ја покажат мојта која што ја имаат. Тоа беше Александар Манасиев со предприемачот на годината Дејан Бадарски. Македонија инаку е и спортска нација. Па 2016-та мачна, тажна, тегобна или како и кој да ја доживее, донесе многу и спортски радости и разочарувања. Но за тоа по уште една кратка пауза за реклама. Топ тема на ваша страна, последно издание за ова 2016 година. И во продолжение подсетуваме на некои убави нешта.
Иако многумина имаат обичај да избираат личност или настан на годината, ние тоа на крајот од оваа година не го направивме, бидејќи сметаме дека секој од вас кој ги пребрегна сите прилики и неприлики што ни се случија во 2016-та на приватен или на општествен план е херој сам за себе. Затоа се одлучивме да одбереме само по неколку интересни и за нас специфични позитивни примери и така да ја завршиме годината. Ќе привршуваме со спортот. Нели велат, фудбалот е најважната работа во светот, а тоа е така и во Македонија. Па секој знае да биде и тренер, и селектор, и фудбалер, па на крајот на краиштата и судија. Но генерално со фудбалот не ни оди баш добро. Но не кога е во прашање и селекцијата U21 и нејзиниот селектор Благоја Боби Милевски, кој со овие млади момци успеа да и донесе на Македонија пласман на Европското првенство кое се одржува во Полска. Огнен Чачаревиќ и неговата сторија. Благоја Боби Милевски е селектор на македонската фудбалска репрезентација до 21 година. Оваа репрезентација под негово водство постигна историски успех освојувајќи го првото место во квалификациите и пласирајќи се на Европското првенство во Полска. Во квалификацијската група нашата репрезентација беше заедно со фаворитот Франција и националните тимови на Шкотска, Исланд, Украина и Северна Ирска. Улогата на аутсайдер по неколку кола ја заменивме со изненадување, за на крајот да ја добиеме улогата на фаворит. Милевски сега го чека нова сериозна задача во Полска. Ждрепката повторно беше немилосрдна и репрезентацијата се најде во група со Шпанија, Португалија и освојувачот на светскиот куп Србија. Милевски верува во успех. Дали верувавте во успехот во квалификациите? Дали верував? Пред се да не верував во квалитетот и талентот, тоест наши потенцијалот кој го носиме со години назад и го носиме и секојаш ќе го носиме. Немаше да се нафатам на оваа работа, но што се однесува до самите квалификации, првично целта беше да пробаме да останеме, да бидеме конкурентни пред се во нашата група и да останеме што е можно конкурентни подолго до самиот крај на квалификациите. Но пак ќе се навратам на таа прв надпревар со Исланд, иако го загубивме со 3:0. Мислам дека после тој надпревар ни беше јасно дека кога можевме да одиграме таков надпревар со Исланд, кој играше бараш за европско првенство, зашто не можеме и ние. И пак ќе кажам, иако го загубивме тој надпревар ни беше како еден репер за нашите можности во овие квалификации. Што беше пресудно за успехот во квалификациите? Мислам дека хемијата меѓу играчите и атмосферата која се работна, зборам, и внатре во самата репрезентација. Значи, направивме еден склоп на карактери. Не зборам за фудбалери, ќе потенцирам карактери како личности. И мислам дека тоа даде најголем плюс на нивниот квалитет као фудбалери. И внесувањето на сите нас, почнувајќи од мене до економот наш, и трагајќи ги нашите суети настрана, кога сме за време на соберите со репрезентација. Мислам дека тие 3-4 работи донесува да ги одиграме овие квалификации, што се вели во еден здив и несвесни, од една страна и несвесни за тоа што го правиме. Кои се вашите прогнози за Европското првенство? Па и пред почетокот на квалификациите за Европско првенство, по самата ждрепка, кога видовме со кои репрезентации сме во групата, јас бев свесен дека да, сите ќе гледат на нас како аутсайдери, што и нормално кога доаѓа репрезентација од Петјо Шешир и како 42-ра рангирана на рейтинг листата на УЕФА, тоа е нормално да тука извојувајќи ја Франција како главен фаворит, а останатите
Мислам дека бевме тука со квалитетот. Нас не красеше тимскиот дух, тимската поставеност и игра што би кажал. И мислам дека во нашиот случај победи тимот над индивидуалците. Тоа го кажам сакајќи да се надоврзам и на вашето прашање што се однесува до нашата група во Полска. Ке кажам само кога може момците да бидат рамноправни со една Франција, со една таква Франција, зашто да не бидат и со една Шпанија која е 4 пати носител европски prvак, една Португалија која на последното европско првенство беше финалист и секогаш е во врвот на младинскиот фудбал во Европа, и една Србија која е се уште актуелен светски prvак на оваа возраст. Мислам дека притисокот со кој се носе одлично се носе низ овие квалификации и важноста на секој надпревар против такви противници, мислам дека ќе не биде драгоцено искуство за самото европско првенство во Полска и мислам дека не гледам никаков, ајде да кажам, не страв, него не гледам никаква причина да не би одиграле на такво ниво како и квалификациите. Колку од успехот се должи на вас? Не јас како тренер, него сите ние тренерите индиректно зависиме и од фудбалерите. Најзаслужни за овој успех што го направивме се секако дека се фудбалерите и никој друг, но на нас како стручен штаб ние задача и секогаш ќе ни биде и се уште ние да ги тие нивни квалитети и човечки особини ги усмериме на правилен начин. За вас, што представува успех? По завршен надпревар да сте задоволен со сработеното. Што е потребно за да се биде успешен во вашата професија? Што е потребно? Пред се посветеност, професионалност, честност и почит. На тоа се должи исто вашиот успех? Индиректно да. Дали сметате дека сте успешен тренер? Резултатите го покажуваат тоа. Ете тоа беше Огнен Чанчаревиќ со селекторот на селекцијата U21 кои и донесува досега најголема фудбалска радост на Македонија. И како да се заврши ова предпразнично, условно да кажам, издание на топ тема на ваша страна, последно за оваа година. Слушнавме и убави и неубави нешта. Што е она што и недостасува. Ке завршиме со еден рецепт за Македонија, рецепт за демократија се извинувам, а го позајмивме од колегите од Балкон 3. За вашето денешно мени ви предлагаме да подготвите демократија. Ова е многу стар деликатес, но рецептот се менувал низ вековите. Во зависност од времето се употребувале и различни состојки. Поради тоа и денес во речиси секој политички готвач ќе најдете различен рецепт за демократија. Некои велат дека таа се подготвува со само една состојка, а други дека се потребни многу. Но еден од најприфатените рецепти доаѓа од кујната на Универзитетот Стенфорд, вториот најдобар универзитет во светот, и е дело на професорот Лери Даймонд, врвен политички социолог. Тој вели, потребни се 4 состојки и ниту една помалку. Првата состојка е најочигледна – изборите. Демократија се прави така што власта се избира и се менува на фер и демократски избори. Секој политичар, додека е на власт, вели дека ова е единствената важна состојка. Но не е така. Тоа би значило дека ќе може да прави се што ќе посака и дека единствената разлика меѓу него и царевите и султаните од средниот век е што него го избрало мнозинство од излезените гласачи, наместо да го наследи престолот. А календарот покажува 21 век. Дали тој што победил на изборите ја има поддршката од мнозинството, може да ги натера сите што биле против него да носат кловновски капи, или јавно да се покајат за својот избор, или да им ги одземе имотите, да легализира крвна одмазда, убиство, робство,
Не може поради втората состојка во рецептот, а тоа е заштита на човековите и граѓански права на секој поединец. Понатаму, дали тој што го има мнозинството на своја страна може да подготви едни закони за своите поддржувачи, а сосема други за противниците, или да прогласи дека некои закони можеби и сите не важат за него, или пак да му даде на народот да одлучува кој е виновен за кое дело, според тоа кој повеќе му се допаѓа, како референдуми за судење, особено за политичките противници. Секако дека не, бидејќи третата состојка е владењето на правото и еднаквост на сите пред законот. На крајот, дали тој што има власта во демократијата може да се затвори во својата канцеларија и само повремено да ни кажува што одлучил за нас, какви нови закони ни вовел, а ние само да слушаме. Дали самиот треба да решава за се во општеството? Повторно не, зашто четвртата состојка е активно учество на граѓаните во политиката. Тие треба да знаат што подготвува власта, кои информации ги користи за да донесе нека одлука, што сака да постигне, дали постојат други начини да се постигне тоа и така натаму. И треба да кажат што мислат за секој чекор во донесувањето одлуки, преку контакти со политичарите, граѓанските организации, медиумите, социјалните мрежи и така натаму. Тоа се четирите состојки на современата верзија од овој рецепт. Мора внимателно да се следи. Погрешни состојки или погрешна употреба на состојките може да бидат штетни за здравјето на општеството. И за вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите демократија и за денот потоа, за сите денови. Ете, тоа беше рецептот за демократија на колегите од Балкон 3. Се чини ќе ни треба многу во 2017-та, во идната година, бидејќи многу проблеми и дилеми кои што не тиштеа во 2016-та, останаа и ќе ги пренесеме и во годината која што е пред нас. Ако е нашиот рецепт за вашата доверба, беше и ќе остане вистината, соочување на факти, аргументи и отворена демократска дебата на сите засегнати општествени чинители. За подобро денес и посигурно утре на сите. Ке ви стоиме на располагање со овој рецепт и идната година во познатите термини. Секој ден од понеделник до петок во 19:15. Имајте среќни празници и се гледаме од 9 јануари.